Добар ден, почитувани, стартува најновата телма амбуланта. Естетските интервенции на лицето и телото се почести во битката за помладешки и поубав изглед. Се прават нехируршки естетски корекции на образите, подочниците, очните капаци, усните, вратот, брчките. Дали за сето ова најдобар избор се дермалните филери? Може ли да се случи нашиот организам да ги препознае како странно тело? Доколку потребуваме предолго и пречесто дермални филери, може ли потоа да се направи хируршки лифтинг на лицето? Дали хиалуронските филери ја подмладуваат кожата или пак можеби оштетуваат? Имаме навистина многу дилеми кои што сакаме да ги разрешиме во денешната телма амбуланта, а сите овие прашања ќе му ги упатиме на доктор Дарко Милошевски, специјалист по пластична, реконструктивна и естетска хирургија. Ќе погледнеме блок реклами, а веднаш потоа започнува разговорот во студиото. За нехируршките естетски интервенции на лицето денеска зборуваме со доктор Дарко Милошевски, специјалист по пластична, реконструктивна и естетска хирургија. Добар ден, докторе, добре ни дојдовте во студиото на Телма. Вие имате завршено медицински факултет во Скопје, специјализиравте во клиничкиот центар во Србија, работите во Белград, надворешен соработник сте во Луксембург. Во Луксембург, така. Собственик на ординација во Белград. Во Белград, Херенскин клиник, така. Така, имате убаво искуство во оваа област и со гледачите ќе го споделите сето она што сметате дека е важно кога станува збор за разубавувањето и подмладувањето воедно. Велате дека убавината е во умереноста. Но тука забележуваме една поинаква естетика, пренагласеност на одредени делови на лицето, на телото и тоа ни стана секојдневие. Како се случи естрадната естетика да стане толку популарна во овој регион? Овој регион е по многу нешто специфичен. Балканот секогаш бил склон на претерување дали во една диаметрала или во друга диаметрала. Значи во сакање, во обожување, во мразење и во пренагласување на сето она што го има како нешто што треба да му го презентира на светот. Од огромно влијание на таа естрадна естетика да постане мејнстрим естетика или улична естетика или секојдневна естетика, дефинитивно имаат и оние мас медиуми или мејнстрим медиуми преогромното влијание на се премоćните социјални мрежи. Во моје време, да кажеме, социјална мрежа без која ние не станувавме, не регнувавме, беше Фејсбукот. Сега е тоа дефинитивно Инстаграм, ТикТок. Значи, сето она што се презентира како естетика, како естетска матрица, како have to или must have to, а не е реално, некаде народот е склон да го восприема и да го присакува како своја придобивка. Значи, огромно влијание имаат медиумите и пишани и електронски медиуми, мас медиумите, естрадата, начинот на живење, одредени формати на реалити шоуа, одредени формати на надпреварувачки емисии за, не знам, најдобар пејач, пејачка на годината и така. Генерално на Балканот преовладува една малце предимензионирана естетика, во смисла предимензионирана да се запоставува умереноста во однос на имањето и експонирањето на убавината. Кога работите во западните земји, што од вас бараат како естетска корекција во споредба со вашите клиенти што живеат тука на овие простори? Тука доаѓаме до едно сознание за културолошките разлики помеѓу народите, помеѓу земјите или она што ние викаме симили гаудет. Она што, например, во Белград или во Скопје е атрактивно, во Софија, во Подгорица, да кажеме негде 20 до 30% поминува како атрактивно или како убаво во западноевропските земји. Првенствено императив во тие земји е здравиот изглед. Значи, императив на секоја медицинска гранка е да се изгледа здраво, потоа негувано, свежо и дури потоа младолик, односно подмладено. Најчесто што бараат она основна примарна нега на кожата. Значи, сето она што годините го земаат како свој данок, начинот на живот го зема како свој данок, сето она што стресот го зема како свој данок, надворешните влијанија,
несоодветната нега или сосема погрешната нега се надополнува со одредени третмани кои што се нехируршки инвазивни третмани. Би почнала тука од мезотерапија, биоревитализација, значи едно освежување на лицето и добивање на еден природен изглед без пренагласеност на она естрадна естетика која што доминира, која што владее на овие балкански простори. И тоа е се окей за естрада. Естрадата тоа го трпи, шминка, светло, сето тоа убаво се слика, снима, камуфлира. Меѓутоа на улица изгледа малце предимензионирано во однос на овој природен или natural look, кој што го форсираат и западноевропските земји и моето лично искуство е дека земјите од далечниот исток, Јужна Кореја и Сингапур се озбилни гиганти во наметнување и на нивните производи и на нивната естетика која е сосема различна од западноевропската во производи, препарати, меѓутоа суштината како сублимат кога ќе се добие е еден свеж, негуван изглед без солариуми, без пудри, без тешки сценски шминки и така. Значи промена која што го задржува нашиот индивидуален изглед. Точно, промена која што ја потенцира индивидуалноста, а во исто време го форсира и тој квалитет на кожа и здрав начин на живот. Убавината, знаете, автентична убавина, нели? Природна убавина. Автентична убавина. Да не се промени личниот опис, бидејќи тоа се случува кај нас. И доколку се промени личниот опис, доколку постојат индикации за промена на личниот опис, тоа во ниеден случај не сме да стане предоминантно и единствена карактеристика која што ќе има индивидуата како атрибут. За убавината е пишувано, почнувајќи од тоа дека е оспорувано до тоа дека заради убавината се буквално војни се кревале. Меѓутоа, убавината е категорија која што не можете да ја измерите, а има своја димензија. Со тоа многу сакам да ја дадам едно пошироко влијание, поширок сегмент на восприемање на убавината. Што е убаво? Ако е убавината во окото на посматрачот, секако е делимично и во тоа што тој што е посматран го зрачи како себе, како јадро. Докторе, сите сакаме да задржиме убавината, сите тежнееме кон убавината, да изгледаме што убаво, но со годините, со старењето се нарушува голем дел од тоа, се менуваме. Не мора да значи дека се нарушува, нели? Вистинскиот зборот се менуваме. Сега како се менуваме, како старееме? Вистина ли е дека се менува, да речеме, должината на носот, на ушите, дека дефинитивно таа морфологија и таа физиономија која што ние ја поседуваме претрпува одредени промени, одредени карактеристики, што е и нормално. Старењето како процес е ништо друго по сите дефиниции на физиологијата, меѓутоа од филозофски аспект, ако го потенцираме со тоа, на крајот на краиштата е генетски запис. Гените на нашата ДНК е запишано дека ние ќе остареме. Начинот на кој што ќе остареме е различен, видот на кој што ќе остареме и како ќе се носиме со годините. Старее целокупниот организам. Значи, вие имате старење буквално на клетките од коренот на косата до клетките на да кажеме, на прстот на стапалото. Старењето е само видлив процес на кожата како медиум, како најголем орган кој што не заштитува нас од надворешната средина. Рефлексијата на старењето се гледа на кожата. Џабе рекле, имаме тука некои фотографии кои што појаснуваат всушност како старее кожата. Како старее кожата. Првенствено кожата старее, значи рековме поради незината генетика, поради генетскиот запис, поради земјината гравитација. Секојдневно да се негуваме, секојдневно да се боцкаме, секојдневно да приложуваме огромно внимание на таа наша нега и на тие анти-ејджинг третмани, ние не можеме да стопираме земјината гравитација да влече надоле. Значи, старењето е физиолошко, биолошки, планетарен процес. Така да го дефинираме. Неизбежно. Значи имаме една хипотонија на целосната лицева мускулатура, на подкожните лицеви регии, на костките, на фасциите, на масното ткиво и сето тоа само се рефлектира на кожата. Еве, тука можеме да забележиме кои се најтипичните промени всушност на значи првенствено старењето. малце ставовите се менуваат со оглед на како се менува науката и како се менуваат стандардите во естетската хирургија и во тие анти-ејджинг академии.
се сметаше долги години дека прв знак на старењето се фронталните бори, односно борите на челото, односно глабеларните бори и така наречените кросфитс ги нарекуваат американците, бори околу латералниот дел на очното јаболко. Меѓутоа, со експанзијата на ботулинум токсин тип А или популарниот ботокс, ние имаме решавање на таа лицева регија за максимум 10 дена. По апликацијата на ботоксот, првите ефекти ги забележувате на последно 3 дена после неговата апликација 30%, после 7 дена 70% ефект и помеѓу 10-тиот и 12-тиот ден имате комплетна парализа на тие, односно привремено замрзнување на таа мускулна регија и веќе во медицинските кругови не представува проблем да лекот, мораме да потенцираме лекот неуромодулатор или неуротоксин ботокс, го среди тој дел на челото. Се појавуваат така наречените назолабијални бори, кои што ја менуваат со годините терминологијата во назолабијални бразди и фактички тоа е данок од која што земјината го даваме на земјината гравитација. Тие се во моментот првиот знак на старење или на опуштање на таа лицева мускулатура, каде што популарниот триаголник на младоста. Можеме да го видиме тој триаголник на младоста, кој што преминува со текот на време во пирамида. Така е. Така, еве го. Значи, го гледаме триаголникот на младоста, каде што имаме едно свежо јадро, глатко лице, кое што е буквално, да кажеме народски кажано, да не разберат сите гледачи, затегнато, оддава со една свежина, една јадрост, една једрост, за разлика на другата слика, односно другата фотографија, каде што имаме обратна ситуација кога веќе лицето влегува во една хипотонија, го имаме тој уморен изглед, неволен. Сушто се ова тежина во долниот дел на вилицата. Така, да. Сега кога се прават некакви нехируршки естетски интервенции, па дури хируршки, многу често се интервенира во овој дел. Може ли со хиалуронски филери тоа да се постигне младишкиот изглед да се врати до некаде? Така, хиалуронските филери или хиалуронската киселина се, јас секогаш често сакам да споменам дека се можеби најприродната супстанца која што човештвото ја измислило. Значи тоа е буквално синтетизирана хиалуронска киселина од која што ние се раѓаме на почетокот од животот и која што ја имаме до крајот на нашиот живот, меѓутоа после 30-та година на годишно ниво пресметано е дека за 0,03% опаѓа нејзината продукција, што додатно допринесува за процесот на старење. Таа свежина, таа једрост на лицето, тој младалачки изглед е резултат на хидрираноста на кожата и хиалуронската киселина и повлекувањето на огромни количини на водени молекули од периферните делови на лицето. Дефинитивно со хиалуронските филери многу тоа може да се постигне. По дефиниција представуваат ткивни експандери, значи го расшируваат ткивото, даваат одреден волумен и се тотално природни, односно представуваат една еволуција во пластичната хирургија, каде што вештачките и трајни материјали како биополимер, металакрилат се заменети со полутрајни хиалуронски филери, односно со хиалуронска киселина. Сега, доколку пречесто се нанесуваат во долниот дел на лицето овие хиалуронски филери, може ли со текот на годините да се постигне контраефект? Доколку се претера, со се може. Уште повеќе да се нагласи. Така, да. Може во одредени ситуации секако дека може. Првенствено доколку е нестручно аплицирана хиалуронската киселина во несоодветна регија, односно регија каде што таа не треба да биде присутна. Доколку е неквалитетен хиалуронски филер, ви имате различни... Значи не е седно како хиалуронски филер се аплицира? Не е седно, значи првенствено хиалуронскиот филер мора да биде регистриран во земјата во која што се употребува, значи да ја помине комисијата при Министерството за лекови и здравство или Агенција за лекови, значи мора да биде одобрен дека е нетоксичен, неканцероген и сите тие карактеристики. Рековме доколку нестручно се аплицира, доколку се мешаат одредени трајни препарати со хиалуронски филери и доколку, што самите кажавте, доколку се претера во конзумацијата на истите. Се претерува многу често. Гледаме дека имаат пренагласени јаболчници, пренагласени усни, презатегнат среден масив на лицето,
преизразена jawline, што е, да кажеме, машка естетика, меѓутоа се е популарна кај жените. Убавината, она што ви го кажав на почетокот, претрпува како се менува човештвото, како се менува цивилизацијата, како се менуваат вредностите на едно општество, така се менува и поимот за убавина. Вие земете една Мона Лиза која била икона на убавината во Ренесансата, дали сега би поминала како убава? Сигурно би предложил некој да бидат ставени филери на одредени делови на лицето. Дури најатрактивната Памела Андерсон во 90-тите, која што жареше и палеше, дури и таа естетика пренагласена со огромни гради, заоблен облик на телото, дури и тоа сега не би поминало како убаво. Нешто измеѓу, доста е модифициран поимот за убавина. И дискутабилен е поимот за убавина во денешно време, дефинитивно. Кажете ми, докторе, доколку некој со години внесува хиалуронски филери во лицето и потоа за по десетина години сака да направи хируршки лифтинг на лицето, дали би било тоа проблем? Значи сега преминуваме од едни нехируршки инвазивни техники. Мене ме интересира само дали хиалуронскиот филер би направил проблем за да се направи лифтинг. Не би требало да направи никаков проблем. Во однос на ризиците што ги носи, или пак телото да го препознае како нешто страно? Не може да го. Телото го препознава баш како свое. Затоа одреден процент од тие хиалуронски филери пропаѓа. Знаете, имате пациентки кои што вика: "Докторе, кубик и пол." Меѓутоа, кога ќе ставите вие кубик и пол, реалната слика која што добива пациентката е кубик. Зошто? Затоа што внесувањето им, односно апликацијата на хиалуронскиот филер, токму поради присуството на таа наша внатрешна индивидуална хиалуронска киселина, која што со текот на годините опаѓа, организмот тој материјал го препознава како свој, го повлекува и го снемува. Дури одредени пациенти имаат 0,2 или 2%, не ме држате за збор, од светската популација јако изразен ензим хиалуронидаза, која што ги разградува буквално за многу краток временски период, без обзир на количината на хиалуронските филери која што може да биде ставена, може да биде 3-4 кубика ставени, може да до степен да за 2 недели ги нема. Дефинитивно не постои ризик доколку ги занемариме овие претходно кажани податоци околу неадекватна, несоодветна апликација, погрешна апликација или неквалитетен филер. Индикација за хируршки фейслифтинг, кој што може да биде целосен, парцијален, темпорален и така натаму, е дефинитивно вишокот на коша. Хиалуронските филери ја експандираат, односно ја прошируваат кожата, меѓутоа после нивната апсорбција во организмот постојат во минимални трагови, никогаш кожата нема да биде иста како пред хиалуронските филери, значи во трагови се задржува тоа ниво на, да кажеме, таа хидрираност и таа свежина која што ја обезбедуваат. Дали се може да се реши со хиалуронски филер или пак мора да се прави комбинација со ботокс? Дефинитивно мора да се прави комбинација, постојат индикации, значи во медицината, па така и во оваа гранка, иако луѓето сметаат дека е доста едноставна за работа или доста комерцијална, некои основни медицински не основни, него сите медицински постулати на земање добра анамнеза, кој ви го работи третманот, каде се изедува третманот и дали третманот има медицинска оправдана по индикации, ви зборува за тоа што можете да комбинирате и да решавате. Тука можеме да видиме дел од фотографиите од вашата работа, што е комбинирано за да се постигне одреден ефект. Вела дека е најтешко да се избегнат овие што се назолабијалните бори кои што пременува. Значи ова е една пациентка од Луксембург, јас имам прилика и чест да работам таму. Ова е ботулинум токсин. Овдека всушност... Значи да, ова е решавање на асиметрија на устна и на назолабијални бори. Така, тука што е употребено, доктора? Значи, ова е употребена хиалуронска киселина. Гледате на горната фотографија, ги имаме малце се изразени тие назолабијални бори. Станува збор за релативно млада пациентка, меѓутоа поради начинот на живот, мислам дека беше стюардеса,
често менување на авиони, временски зони и така натака, едноставно начинот на живот го детерминира третманот кој што вие требате да го искористите. И со што се решава тој проблем? Велат исто дека ова е исклучително тешко да се решат оние. Само со хиалуронска кислина. Ова е решено. Некогаш велат и некоја точка ботокс дека треба да се стави. Ботоксот по сите учебници и по сите светски литератури, ботоксот како невротоксин, односно невромодулатор, ја решава горната третина на лицето и доколку поседувате прекумерно потење, односно хиперхидроза како диагноза, луѓе кои што премногу се потат, а при тоа немаат никаква физичка активност, имаат социјален проблем, значи тоа се да кажеме банкари, адвокати кои што се ракуваат, па им смета, луѓе кои што се медиски експонирани, меѓутоа поради потењето имаат проблем, се употребува ботулинум токсин. Инаку се плашат дел од луѓето да употребат ботокс, велат утров, дали ќе ми наштети на организмот ако го употребувам подолго време? Ботоксот има една, знаете како викаат, никој не е пророк во сопственото село. Луѓето кои што биле први и најмногу против ботоксот, тоа е Британската кралска академија за медицина. Ботоксот е лек за мигрена, значи го користат колегите невролози, го користат колегите офталмолози во одредени количини, со поинаков начин на апликација, со стандардизација на технологија на производство, со регистрирани препарати. Ботоксот дава одлични анти-ејджинг ефекти. Некои се плашат од ботоксот, велат ќе добијам замрзнат изглед на лицето. Тоа е веќе до начинот на кој што хирургот или дерматологот ви го аплицира ботоксот. Постојат неколку техники на аплицирање на ботокс, значи постои В техника, постои Т техника. Зависно што сакате да постигнете, дали сакате да ги подигнете веѓите, дали сакате да бидете и се разликува, да кажеме, там женска и машка естетика. Доколку кај женската естетика поради годините, поради претенциозноста да се биде и тоа бреме секогаш убава, секогаш атрактивна, може да се малце и претера, зборуваме малце некогаш и во одредени ситуации. Машката естетика не го поддржува тој замрзнат изглед, односно различен е начинот на апликација и на дистрибуција и на употреба на самиот ботулинум токсин. Гледам усни, сакам малку се задржиме на усните. Со текот на годините усните се менуваат. Се менуваат усните. Стануваат помали, посуви. Да. Многу се разочарани кога ќе се погледнат во огледало, карминот се размачкува и слично. Може ли со хиалуронски филери да се врати некогашниот изглед на усните? Апсолутно дека може. Значи, усните се исто така еден, кога збориме за женски пациенти. Да не бидеме сексисти, меѓутоа видиме дека ги користиме и кај машката популација. Дефинитивно со хиалуронските филери може да ја вратиме свежината на усните, да го вратиме тој младалачки изглед, сензибилитет, сензуалност, таа пуноќа, викаат луѓето, значи да биде малце плампи ефект да имаме, значи малце, меѓутоа да не претераме, да не ја преминеме границата на добар вкус, па да изгледаме вулгарно. И естетиката за усните се менувала, како се менувала и генерално сликата за естетика воопшто. Она што е многу битно е да ја запазиме таа симетрија на усните, усните да бидат компатибилни на останатите лицеви структури, никако да не бидат предоминантни и, што е многу битно, често, поготово земјите на Западен Балкан, поготово за усни се користат недозволени препарати, кои што се од синтетско неорганско потекло. Што е многу опасно. Што е многу опасно, тоа се, значи, препарати кои влегуваат на црниот пазар, под сомнителни амбалажи, по што се карактеристични, по доста се ефтини, доста се лесни за манипулација, дури за некој кој нема медицинско знаење, буквално изгледаат како уље, како масло, па и така влегуваат на овој пазар како масажно уље. И карактеристични се што се многу ефтини, трајно даваат ефекти. И на најголема карактеристика која што, да кажеме, ги симнала од тронот на препарати за користење, тоа што даваат касни компликации, мигрирање на материјалот, буквално отпаѓаат цели делови на усните, може да се спушта, да го наградат физичкиот изглед, да дадат асиметрија, дури да влезат во синус, и единствен начин за нивно отстранување е хируршки пат. Но и тогаш никогаш не успеваат хирурзите сосема да го отстранат. Секогаш останува малку. На една фиброзна маса, крута, која што
се врзува за најслично нешто е да ви кажам дека тоа е како да ви ставаат силикон за прозори во уста. Значи мора да бидат многу предпазливи они кои што одлучуваат да направат корекција на усни само со хијалуронски филери и ништо друго. Да, хијалуронски филери. Споменавте каква е естетиката на каква би било естетски најубава би биле најубави усните, но естетиката и тука е променета. Горната усна се бара да биде поголема од долната или пак да биде силно потенцирана. Да, вака постојат одредени антропометриски мерки. Ние на специализацијата јас на специалист во Белград имав чест да учам од најголемите умови, да кажеме, на овие простори, од професор доктор Милан Јовановиќ беше мој ментор. Значи антропометриските мерки кај различни раси, нации, народи се различни. Тоа што е по дефиниција усна кај бела жена, не е кај жена припадник на жолтата раса или кај црната раса. 2/3 во однос на 1/3, односно 1/3 во однос на 2/3 треба да биде таа симетрија која што бела европска жена или жена која припаѓа од Соединетите Американски држави треба како примарно да го задржи, како примарна естетика да ја задржи. Се друго варијации на тема. Кај припадничките на црната раса, значи тој размер е 50-50. Нивната генетика е да бидат нивните усни горни адекватно подеднакво големи како и долните усни. Сега, кога ќе ги измешаме малце работите, доаѓаме до она што се вика граница на вкус или невкус. Многу е мала границата, односно, буквално, кога се занимавате со оваа професија, прво мора добро да го познавате, да го познавате пациентот наспроти вас, да знаете која е неговата животна филозофија, со што се занимава, зошто на крајот на краиштата го прави тоа. Мора првенствено да бидете добар слушател, добар психолог, затоа што постои можност од неприфаќање на новото јас. Имате пациенти со преголеми или нереални очекувања, имате пациенти никогаш незадоволни од вашите колеги, па доаѓаат да бараат помош од вас, така. И што доколку се незадоволни, ве се аплицира филер и некој не е задоволен од усната. Може да се внесат оние растворувачи на филерот? Може, тоа е она што го зборувавме пред малку, значи тоа е ензим хијалуронидаза, кој што исто го има во анимална и од хумано потекло. Но безбеден ли е тој? Може ли несакани ефекти да создаде? Хуманата хијалуронидаза е потполно безбедна. Сепак тоа е популарно кажан топач на хијалурони, односно ензим кој што го разградува хијалуронот и ја враќа усната буквално за половина час во првобитната состојба во која што била. Доколку не ни се допаѓа формата, обликот, големината, волуменот, сето тоа може да се искоригира. Може да се искоригира. Споминавте жените што најчесто бараат на балканските простори, но и мажите бараат корекции на усни. Еве можевме да видиме пред малку фотографии, што пак мажите бараат. Кога е естетиката во прашање, кај мажите тој комплекс на ќелавост е најдоминантен, а и самата андрогена алопеција е доминантен фактор на старење кај машката популација, генерално на Балканот. Значи, кога се машки пациенти во прашање, она со што најмногу ние се занимаваме е дефинитивно трансплантација на коса. Кај машките пациенти исто така и клемпавите уши, поготово детската, а тој предпубертетски период се доста застапени. Но видовме и усни дека коригирате. Да, коригираат и усни, во помал број. Што бараат во тој случај? Волумен бараат исто како жените? Обично бараат волумен или обично бараат контура. Имаат 90% да кажеме. Тоа е некоја матрица, луѓе кои што имаат танки усни па пуштаат брада заради камуфлажа. Меѓутоа, многу е полесно да се работи со машките пациенти, се поедноставни од искуство отколку женските. Зошто е тоа така? Од што се најчесто незадоволни жените кога станува збор за усните? Не само од усните. Генерално, стремежот и тоа бреме кое што го носи жената да биде вечно млада и вечно убава. Добро ви доаѓаат со фотографии, апсолутно, со нели оние апликации што се на интернет и сакам да изгледам вака. Од Инстаграм, сакам да изгледам вака. Па вие тука трошите, да речеме, многу повеќе да му објасните на тој пациент или на таа пациентка дека тоа не е негова анатомија, дека тоа не е негово занимање.
дека една естрадна звезда може да има гради 5-ка, 6-ка, 500-600 кубици, меѓутоа тоа не е за улица, тоа не е за библиотека, тоа не е за службеничка која работи, да кажеме, од 4 до 8. Дека понатака таа естетика не би смеело да направи проблем во социјалното живење на таа индивидуа. Естетиката треба да биде само еден дополнителен, финална работа на сето она што ние го имаме како содржина во себе. Никако да не биде предоминантна, преекстравагантна и пренагласена. Знаеме дека убавината е исто така во симетријата. Во симетријата или во асиметријата. Или во асиметријата. Тоа е докажано всушност дека апсолутно симетрични две страни на лицето и не е ни убаво. Заради самата наша анатомија, заради нашата функција, заради на крајот на краиштата вие веднаш ги приметуваме пациентките или пациентите, спиеш на оваа страна, таа страна понаборана, поизгужвана, во поголема хипотонија, делува понесвежо и така. Значи многу е важно и како спие. Апсолутно. Можеме и тоа да го промениме доколку да речеме на влаката е свилена наместо памучна, тоа ќе помогне или во создавањето на првенствено начинот на живот е доста битен, значи сите оние здрави животни навики кои што треба да бидат составен дел од едно наше секојдневие. Доста овоше, доста зеленчук, да се избегнува на junk food, да се избегнуваат газирани пијалоци, консумација на никотин, да се легнува во биолошки временско одредено време, значи не да ја заменуваме ноќта за ден и обратно. Меѓутоа, тоа секој да ви кажам, модерни болести или состојби на модерното дигитално време на живење. Живееме турбо, вие земете во Европа, можете од точка А до точка Б да бидете за 2-3 часа. Така? Да доручкувате во Белград, да ручате во Луксембург. И затоа обично имаме подочници, потоа ненаспани. И сега некој велат, јас овој проблем ќе го средам со хијалуронски филери. Но веднаш потоа можеме прочитаме дека и тоа така не е едноставно. Не се препорачуваат секому. Точно, не се препорачуваат и не се препорачуваат исти и било какви хијалуронски филери. Значи, тоа е една цела наука. Постојат хијалуронски филери за коштените елементи, значи како што се јагодици, како што се коштени делови на вилицата. Постојат хијалуронски филери за усни, постојат хијалуронски филери за назолабијални бори, мек или неумрежен non-link crossed хијалуронски филер кој што е само за епидерм, односно за негување на кожа, за таа популарна биоревитализација, и постојат најмеки хијалуронски филери кои што се користат за пополнување на подочници, доколку немаме масни кеси, односно ги немаме тие масни перничиња, во спортивно би направиле контраефект на надување. Затоа што по индикација подочници кои што се надуени, кои што изгледаат темно, кои што изгледаат како да се полни со маст и со вода, се решаваат по хируршки пат, односно со долна блефаропластика. Значи се отстрануваат, ништо не се аплицира што би повлекло вода. Уште повеќе вода. Значи доколку се стави хијалурон кај одредени лица, може уште повеќе да се потенцира. Може да контраефект, така е. Значи затоа ви кажам, во естетиката и во хирургијата генерално се работи по медицинска индикација. Постои медицинска индикација или не постои. И некаде е тоа многу битно да желбите на пациентот, кога се занемарени сите здравствени параметри, кога работиме чисто разубавување, односно чисто естетика, желбите на пациентот да бидат во корелација со можностите и со стручното знаење на хирургот. Значи секој пациент има право да ја побара се. Еве, например, некоја повозрасна жена ќе побара со хијалуронски филери да се подигнат образите. Тоа може. Тоа може. Тоа може, да. Во кој случај не може? Во кој случај не може? Да кажеме доколку имате некоја локална надворешна инфекција, доколку имате веќе претходна асиметрија, доколку боледувате од некое невролошко заболување. Значи само во таков случај? Само во таков случај, или во случај кога вие едноставно гледате дека кожата нема да го даде тој ефект доколку е сува, груба, испукана, па предлагате нешто друго, и многу е битно да го прашате пациентот што најмногу ви смета, што би сакале да промените, како се гледате после третманот. Многу е битно да соработувате со пациентот и да му бидете посветени 24/7.
Така и неговите очекувања очигледно да бидат реални. Така е. Што е со вегите? Сега има еден тренд да бидат подигнати од страните. Може ли тоа се постигне со ботокс? Тоа се постигнува со ботокс, да, значи се подигнуваат вегите со ботокс. Тоа се тие техники што ви реков. Тоа е таа В техника, која буквално апликацијата на ботокс оди во облик на латинската буква В. Но сакат и очите исто така да бидат закосени? Тоа се оние трендови кои што доаѓаат, знаете како викаат, се што немаме сакаме. Така да земјата мајка на нитите, на когнитите, на мононитите, на торнадонитите е Кореја. Корејанците, да кажеме, сакаат да изгледаат како да се припадници на белата раса и ги исправаат очите, а не ги косиме, да, обратно. Да. Може. Се постигнува во граници на умереноста. Cat-eyes или мачкасти очи или fox eyes, како вет. Може да се постигне и хируршки и нехируршки. Така, но трендот е тренд. Трендот е тренд, да. И потоа, ако сакаме да се ги вратиме очите во нормалната позиција, се враќаат, поготово доколку не се одработи тоа хируршки, тоа штом почнува... Штом е со конец, тој ќе се развие тоа се хируршки реструктивни конци, конци кои се користат генерално во сите хирургии, специјално обработени, предизвикуваат одредена микротраума во одредени делови на кожата и тоа кожата го имаат запци, се затегнува, навиќе се на темпорална фасција или под фасцијата, и се добива тој мачкаст изглед кој што е атрактивен и кој што е тренд. Дермални филери или пак масно ткиво? Автотрансплантација на масно ткиво, дали се препорачува на лицето? Дефинитивно се препорачува, ефектите се потрајни. Само да појасниме дека се зема масно ткиво од одреден дел на нашето тело. Да, одредени регии на телото, значи тоа се вика липосукција и липотрансфер, односно липоаугментација. Масното ткиво е аутологно, значи ваше ткиво на кое што вие не можете никогаш да бидете алергични, како што не можете ни на PRP од вашата собствена крв. Се обработува, се сегментираат одредени фрагменти и потоа со одредени канили, одредени техники се аплицира, дава одлични резултати, многу потрајни и да кажеме како индикација е да речеме да е пациентката во поодминати години. За помлади пациентки сепак се препорачуваат овие дермални филери од нетрајно потекло. Карактеристично треба е што мора да одредите регија од каде што ќе земете маста. Слична регија е секогаш подобро, значи поблиска анатомски регија дава подобри резултати. Изумираат дел од масните клетки кои што ќе ги трансплантирате? Па може потоа асиметрија да се јави на едната страна повеќе да изумрат во однос на другата? Сега тоа е, знаете, секој организам е порано сакале да кажат дека е микрокосмос, јас викам е макрокосмос, значи вие секој организам е индивидуално реагира на одредени промени. Меѓутоа не би требало доколку се запазат сите протоколи на работа. Имате клиентки, пациентки, како да ги наречам, од Македонија? Имам, да. Што обично бараат жените или пак мажите кои што доаѓаат од Македонија кај вас? Малку ботокс. Да, па тука тоа е многу интересно. Оваа професија е доста атрактивна, делува малце екзотично, можеби не секојдневно. Да кажеме, огромна експанзија имаше после тоа, после отварањето на земјите после короната. Значи, долго време бевме затворени со вонредна состојба. И тука доаѓате, тука фактички ја гледате суштината на еден народ, на една нација, сето она што се собирало, чувало, ајде сега да се подмладиме, да си приуштиме нешто, да бидеме малце посреќни. Ова е поле која што е многу добро да потенцира вашата индивидуалност. Она што само треба да го знаат пациентите е дека со одредени работи нема играње. Значи, кога ќе се спомне неуротоксин или неуромодулатор, звучи вау и бау, меѓутоа тоа е само неуротоксин изолиран од клеточниот зид на бактеријата Clostridium botulinum, стабилизиран, технолошки обработен. Звучи страшно. Звучи страшно, да. Особено кога знаеме таа бактерија што предизвикува, да. Меѓутоа, сето тоа морат на пациентите да им го објасните, да им го доловите и тогаш верувајте нема на еден едноставен начин, не можете вие пред пациентите да глумите дека сте на конгрес или на симпозиум, значи мора да го одредите профилот на личноста со која што разговарате,
да објасните за што се работи и тогаш верувајте сите табуа, сите стереотипи паѓаат во вода кога ќе се стекне доверба во лицето кое што ќе ви работи хирург, дерматолог. Така, тоа е многу важно да се има доверба, Што почесто се бара нехируршки естетски интервенции или пак хируршки? Дефинитивно не хируршки. Луѓето имаат страф од нож, при тоа никој не анестезија, од анестезија, така, да. Па оние прашања дали ќе се разбудам од анестезија, како тоа ќе делува, дали ќе боли, да. Сега вие морате да му објасните дека хирургот не е тој кој што ја дава анестезијата, не зависи од хирургот дали вас ќе ве боли или не. Дали ќе ве боли или не, вие ќе бидете покриени со аналгетици, антибиотици и антибиотска терапија од страна на анестезиологот. Така да. За подмладување препорачувате да се започне со нехируршки естетски интервенции? Дефинитивно, првенствено да се започне во години кои што се дефинитивно полнолетство. Значи ништо пред тоа, доколку постои индикација, секогаш тоа да биде во консултација со родител или старател, постојат корекции кои што морате да ги направите и на малолетни лица, меѓутоа мора да постои согласност. За нив постои потреба за нешто така. Да. И секогаш да се почне од најмалку инвазивни методи кои што се во суштина првенствено нега, да би го одложиле процесот на старење. Се враќаме на она тема дека убавината може да биде и во годините, и во староста, или во озбилноста. Ниједен пластичен хирург не сака да му спомнете термин старост, озбилност. Сериозност. Значи, сериозност. Убавината е во начинот на кој што вие го изнесувате тоа што го имате и внатрешно и надворешно. Така, тоа е таа димензија што комплексна е убавината, воопшто не е едноставна. И еве моето последно прашање за денеска е дали и вие правите или би направиле некаква нехируршка естетска корекција кај вас? Имате? Да. Имав чест тука да волонтирам во една престижна приватна болница, каде што се подвренав на риносептопластика, значи со остеотомија, кршење на носната пирамида и регулирање на тоа дишење и на тоа естетски. До некаде оваа професија и захтева да бидете репрезент на тоа што го работите. Ви благодарам многу за вашето денешно гостување. Ви благодарам што вашето присуство во Скопје го искористивте да дојдете во студиото на Телма. Се гледаме повторно. Почитувани, тука ја заокружуваме денешната Телма амбуланта. Имајте пријатен ден.